Имаме една редовна рубрика секој четврток во Македонија наутро. На неколку пати ве информиравме досега дека медиацијата е еден од наједноставните, најлесните начини за решавање на споровите по пат на диалог и спогодба помеѓу страните. На оваа тема ова утро повторно со Славе Младеновски, инаку медиатор. Добро утро и добре ни дојдовте. Нека е среќна 2018-та, ја започнувате со полни раце работа. Она што ме интересира, изминатиот период во Македонија наутро барем често информиравме за медиацијата. Какви се во моментов информациите? Граѓаните се запознати ли со медиацијата, ја практикуваат ли? Во почеток на нашиот разговор сакам како председател на Комората на медиатори на Република Македонија да искажам голема честитка за гледачите на Македонската радиотелевизија и 2018 година да им биде успешна, да биде проткаена со здравје и со убавини за сите нив и за членовите на нивното семејство, како и за целокупниот тим на Македонската радиотелевизија. Во однос на одговорот на вашето прашање можам да кажам дека Комората на медиатори е формирана 17.7.2017 година и практично таа комора, начинот на кој што беше формирана е всушност Комора на медиатори што поседуваат лиценца издадена од Одборот за следење или контрола на медиацијата. Она што е битно при одговорот на вашето прашање е всушност дека ние за прв пат во Република Македонија почнавме институционално и поединечно секој како медиатори да ја практикуваме медиацијата на најпрофесионален начин по угледот на земјите во регионот и европските како и светските земји. Најголемиот дел на медиатори, колку што се во именикот на Комората на медиатори 26, сите имаат завршено уредни обуки за ова работа. Некои се медиатори од многу поодамна, значи од пред донесувањето на тогашниот закон од 2013 година, кога за прв пат се воведе лиценца, и во досегашниот период она што најчесто, најмногу и најредовно го прават медиаторите е всушност промоција на медиацијата како постапка која е паралелна со судската постапка, значи целосно издвоена во однос на неа и целосно автономна постапка која доаѓа до решавање на спорот од различна област. Во стратегијата за реформи на правосудниот систем има дел посветен на медиацијата. Ова е значаен напредок за медиацијата воопшто. Можам да констатирам дека во најголем дел заслугата на присуството на медиацијата како постапка во стратегијата за реформа на правосудството се должи токму на медиаторите и на Комората на медиатори, односно на разбирањето на Министерството за правда и на Владата на Република Македонија, која јасно ги видоа факторите што влијаат во рамките на реформата на правосудниот систем, дека медиацијата може да биде значајна постапка која ќе дојде до правда и до задоволување на интересите на страните што се во спор. Во почетокот ние воопшто немавме неразбирање од овие институции, напротив, сите луѓе што беа вклучени и во работните групи и самите ние како представници на Комората на медиатори бевме поканети од Министерството за правда, каде што, така да кажам, на дневна основа, значи во континуитет како што работеше работната група, секој од нас како медиатори или како управен одбор можевме да даваме предлози, сугестии и забелешки во рамките на таа стратегија, што денес како еден финален документ, кога би говореле за делот за медиација, ние лично сме многу задоволни со постигнатото, а лично сме незадоволни со она што сакаме да го постигнеме и можеме во наредниот период. Во Законот за медиација, владата практично има обврска да донесе програма за развој на медиацијата. Она што ме интересира е што треба да содржи оваа програма? Во рамките на Законот за медиација, вашата констатација е точна и всушност тој е клучниот елемент што ние во наредниот период во 2018 година дополнително ќе го развиваме со представниците од владата, односно со работните тела што работат на оваа проблематика во рамките на владата. Имено, можам да ви информирам посебно дека деновиве не поканија од кабинетот на премиерот на Република Македонија Зоран Заев да бидеме дел од работната група, значи како Комора и како одборот што е задолжен за следење и за контрола на медиацијата,
да ги дадеме нашите забелешки и предлози во делот на развојот на медиацијата во Република Македонија. Еден од клучните документи што треба да бидат изработени, на кои што ние ќе работиме во наредниот период, е всушност оваа програма која е еден вид и законска обврска на владата. Овие два елемента што ги посочувам, формирањето на работната група во рамките на работните тела на владата на Република Македонија, би ја посочил и втората работна група, тоа е работната група за измени на законот за медиација, која треба да се формира исто така во рамки на Министерството за правда. Наредното прашање ќе биде добредојдено за сите вработени граѓани кои во одреден сегмент од својот работен век дошле до, ајде да кажеме, несогласување со своите работодавачи, па сакаат да потегнат така наречени работни спорови. Работните спорови многу поевтино и многу побрзо можат да се решат по пат на медиација. При одговорот на вашето прашање ќе се обидам прво да дадам едно дополнително објаснување зошто е битно граѓаните да се обратат на медијаторот при решавање на работните спорови и тоа да го направат на начин како што се прави во сите европски држави, односно од именикот на медијатори да го изберат лицето што смета дека може да го реши нивниот спор. Имено и во стратегијата за реформа на правосудниот систем, како и во сите други акти што ги изработуваат државните институции, отворено се укажува дека населението во Република Македонија има ниско ниво на познавање за медиацијата, се извинувам, ниско ниво на познавање за медиацијата и всушност е потребно да се работи на планот на едукација и на укажување на предностите на медиацијата во овој поглед. Би потенцирал дека во стратегијата е наведено дека мора да се изработат одредени промотивни материјали, мора да се направи одредено социолошко истражување што ќе укаже на кои таргет групи, како што се бизнес заедницата, граѓанскиот сектор, потоа какво е познавањето на новинарите во однос на информирањето на јавноста, како и на други категории поврзани со медиацијата како што е јавната администрација. И сега тука доаѓам при одговорот на вашето прашање. Колку е по оголемо нивото на информираност на граѓаните со предностите на медиацијата, овие вработени што се во јавната администрација, во органите на управа, при решавањето на работните спорови можат многу лесно, многу ефикасно и квалитетно на општо задоволство на работодавачот и на вработениот да решат работен спор. Најчесто работниот спор може да биде од природа на надомест на одредени трошоци, може да биде поврзано со годишен одмор, може да биде поврзано со напредување во кариера и слично. Меѓутоа, оно што е најважно, еден работен спор во редовна судска постапка е 10 пати со повисока цена, што на никого не одговара, ниту на работодавачот, ниту на вработениот, за разлика и во споредба со постапката на медиација. Така. И она што треба секако да го споменеме кога зборуваме за едукацијата и информирањето. Кој е бенефитот од медиацијата на долг рок? Како социолог сега овде би укажал на еден многу битен елемент што преку вашето прашање очигледно и вие сте го забележале. Во рамките на она што го прави медиацијата, а морам тоа да го потенцирам дека на просторот на Југоисточна Европа, каде што сум подпредседател на Сдруженијето на медијатори од Југоисточна Европа, постои заедничка констатација дека народите на Балканот имаат ужасна потреба да се парничат, да одат во судска постапка. Со еден збор, луѓето меѓу себе велат сакаат да се караат. Медијаторите при констатацијата на ваквите состојби во државите укажуваат дека со примената на медиацијата пред се во бизнис сферата, потоа во деловниот свет, се подобруваат воопшто односите меѓу партнерите, меѓу соработниците, значи овде партнери можат да бидат во различни основи, потоа меѓу соработниците и меѓу клиентите. Самиот чин на доаѓање до спогодба меѓу двете страни чувствуваат некаква морална обврска, таа не е правна, не е облигаторна обврска, да ја продолжат соработката. При судска постапка и при добиена постапка вие немате ама апсолутно никаква морална обврска да соработувате со
дадени од клиент или со дадената страна, од причини заради тоа што решението до кое што сте дошле е многу макотрпно, трајало долго, измешани се вашите чувства и на крајот и на криштата таа правна сатисфакција што ја добива најчесто едната страна не завршува со целосна победа заради тоа што втората страна има повторно право на жалба. Значи едноставно одговорот со примената на медиацијата во општеството деловните партнери градат подобри односи, се намалува степенот на конфликтност во општеството и се создава култура која што практично го менува менталниот склоп на народите на Балканот. А оно што може би ги двоуми граѓаните во поглед на одлуката или пресудата, одлуката во медиацијата е подеднаква важна, има подеднаква важност како и судската одлука. Тоа треба да се спомене секако. Се согласувам и целосно е точна вашата констатација. Често ни се случува и на колегите медиатори и на мене лично, луѓето што доаѓаат да решат одреден спор да го постават ова прашање и да речат добро, ама што ние ако еви се спогодиме кога тоа и тоа може да ни се случи, тоа може да ни се случи. Моето искуство барем досега укажува дека јас од повеќето спогодби што ги имаат постигнато страните во постапка на медиација не побарале додат на нотар за да се солемнизира спогодбата со која што всушност ќе добие документот спогодба право на извршност при неисполнување на договорените елементи од спогодбата. Тоа не значи дека утре нема да се случи таква постапка. Меѓутоа, она што всушност граѓаните бараат како информација е гаранцијата дека страната со која што се договориле ќе го испочитува токму тоа. Значи имаат два степена, така да кажеме, спогодбата. Таа е целосен документ и без да биде солемнизирана, страните да ја испочитуваат. Меѓутоа, законодавецот предвидел можност доколку страната не се придржува на тоа, страните да побараат тој документ да се завери на нотар и тогаш со една постапка која претпоставуваме многу едноставна, со поднесување барање пред нотарот, тој документ станува целосно извршен и он си ги наплатува или ги задоволува оние интереси што се предмет на спогодбата без судска постапка. Медиацијата апсолутно не е нов термин, но се чини некаде на почетокот на 2017 почна поинтензивно да се зборува за сево ова. Од вашето работно искуство досега, колкав процент од споровите во кои што вие сте биле медиатор се завршиле успешно, а колков е бројот на оние кои што продолжиле на суд? Сега ќе ми дозволите, и тоа често го укажувам и повторно ќе речам сега овде како медиатор, меѓутоа и како социолог, укажувајќи на зборовите што ги употребуваме кога работиме како медиатори. Јас сум противник на употребата на зборови за успешна и неуспешна медиација. Еве зошто. Секоја медиација, доколку медиаторот ја води во постапка предвидена со закон, е успешна. Постои само неуспешна медиација под претпоставка ако он го прекрши законот. Меѓутоа, што е она што ги збунува граѓаните кога ќе се употреба зборовите неуспешна и успешна медиација? Станува збор за ситуација во која што вие испраќате покана до страната и таа не се јавува. И луѓето мислат дека е тоа неуспешна медиација. Тоа всушност нема никаква медиација. Страната не се јавила. Втората можност која што се јавува е страната да се јави на постапка на медиација, а да заврши без постигнување спогодба. И третата можност е страните да постигнат спогодба. Нема тука успешна медиација. Значи, тие два израза ги кажувам посебно, заради тоа што вие точно го лоциравте прашањето. Сите граѓани кои што ќе им се обратиме со покана, немаат никакви трошоци да се јават кај медиаторот кој ќе ја добијат поканата и да прашат што е постапката. Ние според законот сме должни без никаков надомест да им објасниме која е постапката на медиација. Лично мене, не можам да говорам за сите колеги, тие телефонски разговори може да траат и повеќе од 60 минути. Значи, да им го пренесете во едноставни зборови законот што им дава можноста. Значи, апсолутно самиот чин на информација и сега кога би го погледнале тој процент, затоа што укажуваме на тоа дека едукацијата и информираноста на граѓаните со предности на медиација е на многу ниско ниво, одзивот на испратени покани и одзивот на прифатени постапки на медиација е многу висок. Меѓутоа, од бројот на оние што ќе влезат во постапка на медиација, можам да речем дека бројот на постигнати спогодби е поголем од бројот на непостигнати спогодби. Ние и во 2018 ќе информираме за медиацијата и ќе едуцираме. Ви благодарам за денешното гостување во Македонија наутро.
За крај на овој интервју и на овој разговор сакам да искажам голема благодарност на Македонската радиотелевизија што почувствува и покажа вистински сент и верувам дека 2018 година како за Комората на медиатори која представувам и за Македонската радиотелевизија, посебно за утринската програма, ќе значат значаен исчекор во популаризација и промоција на медиацијата во Република Македонија. Благодарам уште еднаш. Останете на првиот канал на МТВ во продолжение музичка numera.